Почитувани, новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе промовира здравје за сите граѓани. Имаме два основни приоритета за подобрување на катастрофалната состојба во здравството, што планираме да ги реализираме уште на самиот почеток од формирањето на нашата нова влада. Под 1. Бесплатно здравство за сите пензионери над 65 годишна возраст, бесплатно здравство за сите деца до 14 години, бесплатно здравство за сите сиромашни граѓани, осигуреници кои остваруваат месечен нето приход во семејството помал од 50% од просечната нето плата исплатена во државата во претходната година. По 2. Ќе воведеме дополнително доброволно здравствено осигурување со кое граѓаните ќе им дадеме можност да обезбедат повисока содржина, обем и стандард на права на здравствени услуги од правата за гарантирани со задолжителното осигурување. Новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе инвестира во здравствените установи. Под 1. Во следните 4 години ќе отпочнеме со изградба на нов клинички центар во Скопје. Со неговата изградба ќе се обезбеди голем и модерен центар наменет за пружање на високо специјализирани здравствени услуги на населението на целата држава и ќе се подобри пристапот до терцијарните здравствени услуги и можности за медицински истражување и едукација, особено на услугите кои не се обезбедуваат во сегашните клиники, како што се, например, трансплантацијата на органи и ткива, кардиохирургијата и слично. Ќе го обновиме концептот на единствен клинички центар во кој клиниките ќе бидат функционално поврзани. По 2. Ќе отпочнеме со изградба на нов, современо диагностички ургентен центар во Битола, опремен со апаратура за највисоки достигнувања во здравството, со што ќе бидат создадени услови за развој и унапредување на здравствената заштита на ова подрачје. По 3. Ќе изградиме прва државна кардиохирургија во Македонија. По 4. Ќе формираме нов центар за трансплантација на органи и ткива, кој ќе гарантира квалитет и безбедност на постапките. Во центарот ќе се организира единствен регистар на дарување органи и ткива и истиот ќе се поврзе со сродни центри во странство. Под 5. Ќе формираме нов центар за дијализа во Скопје со вкупен капацитет од 250 до 300 пациенти. Ќе набавиме 50 нови апарати за дијализа, за замена на старите апарати и проширување на капацитетите во другите дијализни центри во Македонија надвор од Скопје. И под 6. Ќе формираме нова самостојна здравствена установа за итна медицинска помош, во која ќе ги обединиме сите служби за итна медицинска помош во земјата, на територијата на целата држава, на цела Македонија. Благодарам.